Добро утро. Денеска се вклучуваме од Средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозов и токму тоа е и причината што одлучивме токму денес да го вклучиме линкот од тука, затоа што ова е едно од училиштата за кое што секогаш има многу голем интерес. Оваа година уписот се одвива во 109 средни училишта во државата, а според конкурсот на Министерството за образование и наука има околу 30.000 слободни места. Во продолжение разговараме со директорката на училиштето Маја Салиу. Добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро на сите. Како што кажав, ова е едно од училиштата за кое што секогаш има многу голем интерес и оваа година ли е иста ситуацијата? Да, секоја година има интерес. Знаете, здравствената струка е секогаш барана на пазарот на трудот, им нуди можности на учениците и директно да се професионално ангажираат по завршувањето, исто така им го олеснува и кариерниот пат понатаму и доколку продолжат на факултет. Интересот е голем. Тоа што се поделени во 4 денови уписот по азбучен ред ни дава за право да кажеме дека се оди вака мирно и без големи гужви, но сепак бројката на пријавени и заинтересирани што од претходно кои што дојдоа да си ги подигнат пријавите е голем. Уписот, како што кажавте, ќе трае и во наредните денови, се до четврток. Очекувате ли дека уште сега во првиот уписен рок веќе ќе се пополнат бројот на слободни места? Најголем дел од образовните профили што ние ги нудиме се пополнуваат уште во првото пријавување во првиот уписен рок. Значи, во овие неколку 4 дена ние очекуваме дека најголемиот дел од нашите паралелки ќе се исполнат. Оваа година има новина што за 646 места во 19 паралелки распоредени имаме плюс една паралелка медицински сестри за разлика од лани и плюс една паралелка гинеколошка акушерска сестра за разлика од лани, наместо 3-годишното болничар кое што досега се нудеше, така што сметаме дека ќе има уште поголем интерес и баш заради тоа сметаме и дека ќе се пополнат местата. Такова е училиште во кое што наставата се одвива на македонски и на албански јазик. По колку слободни места има за во овие две групи? Како што кажав, 646 слободни места има, 12 паралелки се на македонски наставен јазик и 7 на албански наставен, значи вкупно 19 паралелки. Ова е училиште во кое што, ако не се лажам, секогаш се пријавуваат одлични ученици, дури и без ниту една четворка. Доколку е поголем бројот на сите вакви пријавени одлични ученици кои што ги исполнуваат критериумите, а од друга страна го надминуваат бројот на слободни места, како ќе одлучите кого ќе примете во училиштето? Согласно конкурсот објавен од Министерството за образование и наука и нормално интерниот оглас кој што се базира на истиот, е предвидено да се одржи квалификационо тестирање во случај да има повеќе пријавени ученици од предвиденото со изброј на поени. Па така можноста за приемен испит не се исклучува и доколку се реализира приемниот, тоа ќе биде на 21 по предметите биологија и хемија од материјалот кој што е изучуван веќе во 8 и 9 оделение за учениците. Сега, со оглед на тоа што, како што рековте, се работи за генерално одлични ученици, ние сметаме дека нема да имаат потешкоти да го поминат тоа тестирање. Така, тоа сакав и да се надоврзам, кога ќе знаат учениците дали ќе полагаат или не приемен, ќе имаат ли време да се подготват? Затоа велиме, значи материјалот на кој што тие ќе се тестираат е оној материјал кој што им се смета веќе за научен, усвоен и тие се оценети, како што реков, со најголем дел одлични оценки. На 17 до 19 часот најдоцна ќе бидат објавени ранглистите и тогаш ќе бидат објавени информацијата дали ќе имаме или ќе немаме приемен. До тогаш со сигурност не може да кажеме, бидејќи, како што реков, пријавувањето е по азбучен ред и ние мора да isчекаме да поминат сите букви согласно распоредот, па потоа да се врши рангирање. Значи, тука би сакала и да нагласам дека нема значење дали вие сте пријавени прв или последен како реден број во комисиите за прием на документи, туку има значење колку поени сте освоиле согласно успехот и поведението од основно образование. Сега, бидејќи се уште е актуелна ковид пандемијата, секако нели се намалија бројките на ново заразени, меѓутоа се внимавали на протоколот? Апсолутно да, значи како што гледате поставени се средства за дезинфекција, има дистанца, има проток, различен влез и излез, така што запазен е протоколот, како што може да видите и надвор е веќе се обележано за да може да се одржи дистанца и да не се ствара голема гужва. Од друга страна, исто по однос на тестирањето би апелирала и тука да не се, да речам, плашат доколку се случи да имаме тестирање, бидејќи веќе се реализира 2 испити екстерни и интерни од државната матура.
зашто немаше никакви проблеми, за се си има веќе протокол кој што е веќе испробан и функционира. Никаде пред крајот на разговорот би сакала да не пропуштам да ве прашам и за тоа како издржувате и како обстојувате толку време како едно од најатрактивните училишта во државата, со оглед на тоа што навистина секоја година се бара место повеќе. Паметиме дека изминатите години дури тука се случува и некакви протести, се бараше проширување на паралелки. Што е тоа што толку го држи интересот и кај учениците, меѓутоа и кај родителите кои некогаш инсистираат нивните деца тука да се запишат? Па видете сега, тука има мислам дека многу фактори. Пред се, еден од најважните фактори, како што реков, е вработливоста. Со нашата диплома за завршено образование може да се вработат во државата и во странство. Понатаму, природноста на факултетите од медицинска, здравствена, природни науки и слични, каде што во нашето училиште се стекнуваат со многу добра основа за понатаму, што им помага во студирањето и дополнително, значи, мислам дека влијае и рейтингот, односно 76 години веќе постои училиштето, тоа е прво училиште од ваков вид во нашата држава, најголемо училиште исто така. Дополнително цело време инвестираме во инфраструктура, во условите, се обезбедуваат соработки веќе со приватниот сектор. Од оваа година морам да се пофалам. Веќе е воведена дуална паралелка за некои од смеровите како фармацевски техничар, например, и мислам дека сите тие фактори влијаат на тој интерес. Ама јас тука некаде ќе ви заблагодарам за денешното учество во утренски брифинг. Ви посакувам успешен упис, успешна следна учебна година. Се надевам дека ќе имаме можност повторно да разговараме за слични теми. Ви благодарам многу. Ние тука ќе се одјавиме од Средното медицинско училиште и секако ќе препуштиме работата да тече и понатаму, односно да се запишуваат идните средношколци.